Господине Чулев, наближува денот на изборите. Кажете ми, каква е безбедноста на граѓаните, општата безбедност за денот на изборите? Согласно информациите кои што ги добивам од Бирото за јавна безбедност, безбедносната состојба во државата е стабилна и граѓаните ќе можат мирно да излезат на овие парламентарни избори кои што се многу важни за едината на нашата држава. Инаку, да ви информирам дека на ниво на Министерство за внатрешни работи е формиран Републички оперативен штаб Избори 2020 година, со кој што јас како министр за внатрешни работи и раководството заменикот и дополнителниот заменик имавме состаноци на кои што не информира за активностите кои што ги презема Републичкиот оперативен штаб. Сите сектори за внатрешни работи имаат изработено нивни секторски, односно регионални планови за изборите по кои што постапуваат. Во однос на активностите на полициските службеници, тие работат оперативно во поглед на идентификување на можни сторители на изборни нерегуларности и локации, меѓутоа истите ќе бидат и ангажирани сега подолго од вообичаеното, заради тоа што овие избори се одвиваат во услови на зараза од пандемијата од COVID-19, и фактички гласањето ќе се одвива во текот на 3 дена, што значи изголемени обврски за припадниците на полицијата. Тие ќе имаат обврска да го чуваат избирачкиот материјал, а на денот на изборите ќе имаат обврска од 7 до 21 часот, што нивните обврски ќе продолжат и до прогласувањето на официјалните резултати. Ние како министр за внатрешни работи обезбедивме заштитна опрема за сите полициски службеници кои што ќе бидат ангажирани, и тоа неколкократна, бидејќи ќе бидат подолг период ангажирани. Обезбедивме богати пакети за храна, а истовремено и во постојан контакт сме со мисијата на ОПСЕ и ОДИХР, која што е намалена. Знаете дека заради исто пандемијата од COVID-19 имаме само 9 членови на мисијата на ОДИХР, кои што заедно со локалниот персонал на ОПСЕ ќе бидат ангажирани во наблюдување на изборите. Меѓутоа, јас како министр за внатрешни работи побарав од меѓународната заедница, од нашите партнери од Европската Унија, да ги стават на располагањето нивните капацитети од дипломатско-конзуларните мисии во нашата држава, во Македонија, со цел зголемен мониторинг и наблюдувачка функција во текот на изборите. Истите одговорија позитивно. Имам намера да им дадам оние точки со потенцијален ризик од изборни нерегуларности, каде истите би биле ангажирани во вршење на мониторинг на изборите. Вие како министр за внатрешни во техничката влада, пржинската влада, останавте малку не единствен од ВМРО-ДПМН, бидејќи Рашела Мизрахи беше министерката за труд и социјална политика, беше разрешена. Гледаме дека владата пружеше отпор за сите ваши сугестии кои што ги дававте вие на седниците на влада. Меѓутоа, она што боде очи е вие имавте право на поставување на 15 началници во МВР. Пред неколку дена неодамна ви беше разрешен началникот во СВР Тетово. Кој е вашиот коментар околу тоа? Или некаков начин на притисок предизборен? Значи, владата од самиот почеток непринципиелно се однесуваше кон мене и генерално непринципиелно се однесуваше кон спроведување на законот за влада на таа техничка влада, и тоа се гледа во самиот факт што само краток период после назначувањето на двајцата министри од опозицијата, министерот Рашела Мизрахи веднаш беше разрешена, целосно непринципиелно, и остана само јас да бидам министр на предлог на опозицијата во владата. Значи се чувствуваше таа одбојност кон мене и тоа непринципиелно однесување. Дел од тоа непринципиелно однесување беше поништување на мои одлуки и решенија што ги носев како министр за внатрешни работи,
што значеше директно мешање во работата на Министерството за внатрешни работи од страна на владата, а кое што резултираше и со мое оневозможување преку поништување на одлуката односно на решението со кое што беше назначен началникот на СВР Тетово. Тој е оно 15-то место кое што согласно законот за влада ми следува како министер за внатрешни работи во владата за спроведување на изборите. На 2 пати го назначував началникот на секторот за внатрешни работи на Тетово, на 2 пати и покрај тоа што Државната комисија за спречување на корупција позитивно се изјасни, владата го поништи тоа решение. Значи, мора да ви кажам дека тоа значи директно мешање во ингеренциите на министрот за внатрешни работи, директно постапување спротивно на законот за влада, кој што впрочем беше изгласан едногласно во собранието, и оневозможување мое за професионално извршување на задачите околу организација на изборите. Со оглед на пандемијава, некако целиот терет падна врз најмногу 2 министерства, Министерството за здравство и вашето Министерство за внатрешни работи. Некако од страна која се гледа, делува дека вие константно бевте изложуван под притисок и работевте под малце ненормални услови, можам така слободно да ги наречам, затоа што кога искрено јас сум бил во контакт со полицајци кои што биле доработеле долги часови на смена, или ги чуваа луѓето во карантин, вршеа контрола на луѓе во самоизолација. Вие некако сте од централна власт, наместо вас да ви помага како министар, вас ви одмагаше. Дали некако ќе се обратите до некој суд околу тоа, дали макар и Страсбург бил, или домашниве судови? Јас да ви кажам, од самиот почеток се трудев да представувам обединувачки фактор во Министерството за внатрешни работи и сите да се фокусираме на она што значи професионална задача. А редовните обврски на Министерството за внатрешни работи околу одржување на јавниот ред и справување со сите форми и облици на криминалитетот, вклучително и легалната миграција и граничното обезбедување, беа надополнети со една нова реалност. Обврските предизвикани од страна на пандемијата со COVID-19. И ние како Министерство за внатрешни работи и јас како министер целосно бевме фокусирани и сите капацитети беа насочени кон обезбедување на сите активности и мерки кои што произлегуваат од уредбите и одлуките на владата. И покрај тоа што некои беа прилично несправедливи на терен, меѓутоа ние го дадевме нашиот максимум за истите да бидат спроведувани, се со цел заштита на здравјето на граѓаните на нивните семејства. И покрај тоа јас бев целосно под притисок и под критика како на представници на владата, така и на опозицијата, посебно оние ширење на лажни вести од страна на провладините медиуми, иако истите знаеа на седниците на главниот координативен кризен штаб и на владата дека Министерството за внатрешни работи навистина постапува. Впрочем, членови на главниот координативен кризен штаб покрај Министерот за внатрешни работи и дополнителниот заменик министер за внатрешни работи, тоа е госпоѓа Славјанка Петровска, која што е токму на предлог на Социјалдемократскиот сојуз, и господинот Сашо Тасевски како директор на Бирото за јавна безбедност, исто така кој што е на предлог на Социјалдемократскиот сојуз. И покрај тоа што ние заеднички постапувавме, беа информирани и тие за сите оние одлуки на владата, сепак непринципијалното однос на владата се манифестираше со тоа што само вината, непостоечката вина, политички мотивирана, се бараше од мене, меѓутоа не и од ние двајца. Тоа е пред се заради тоа што јас бев единствен представник на опозицијата и генерално цел тој процес за политичка дискредитација, професионална дискредитација беше инструиран од страна на штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Јас не трошев енергија на тие непринципиални напади и генерално бев насочен и покрај нападите да не влијаат на мене и да во координација со другите колеги од Министерството за внатрешни работи да ги извршуваме обврските кои што произлегуваат од делокругот на ингеренција на Министерството за внатрешни работи, а тоа е заштита на здравјето и животот на граѓаните, а паралелно
Знаете, вие во јавноста излегува неколку случаи и во такви отежнати услови не престана борбата, односно активностите на Министерството за внатрешни работи против оние носители на јавни функции кои што ги злоупотребиле своите ингеренции, односно ги пречекориле, и против главните носители на организирани криминални активности. Имавме и заплена на наркотици, а истовремено имаше и значителен пат на криминалитетот. Кога сме веќе кај криминалитетот, во јавноста се појавија снимки на кои што се слуша дека лица блиски до сегашната власт, односно Социјалдемократскиот сојуз, некако нарачуваат по телефон палење на возила. Гледаме дека последниве 3 години имаше доста случаи на опожарени возила. Покренавте ли некаква истрага? Видете, за сите објавени материјали, Одделот за спречување на организиран криминал и за сериозен организиран криминал врши анализа и постапува. Во изминатиот период многу материјали беа објавени и нормално дека истите мора да бидат земени во предвид во поглед на постоење на кривично-правни настани. Од наша страна, во изминатиот период беше повикан претходниот директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, тој е Ден Дончев, за да даде негово толкување и информации и сознанија за објавените снимки. Од добиениот исказ од Ден Дончев беше изготвено соодветно известување до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, и сега ние чекаме дополнителни насоки од ОЈО за понатамошно постапување на Министерството за внатрешни работи. Подоцна беше повикан на разговор, односно на давање на дополнителни информации и сознанија, и господинот Зоран Милевски, кичеец, од кој што исто така беше побарани информации во врска со кривично-правните настани објавени во медиумите. И од него е земен исказ, и заедно со добиените информации и сознанија и изготвено известување и доставено до Основното јавно обвинителство, и ние пак како Министерство за внатрешни работи чекаме понатамошни насоки и инструкции од ОЈО. Знаете дека согласно Законот за кривична постапка, кривичните истраги се во ингеренција, водењето на кривични истраги се во ингеренции на Основното јавно обвинителство. Врз основа на повикот на Вилма Русковска, како председател на шеф на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Министерството за внатрешни работи веднаш постапи, ги повика овие лица, добиени се сознание и ги доставивме до ОЈО. Сега топката е во ОЈО за понатамошно постапување, и ние чекаме наредби од ОЈО за инструктивни наредби за понатамошно постапување на Министерството за внатрешни работи. Се согласувам. И други разговори беа објавени, и други кривично-правни настани поврзани со палење на возила и други кривично-правни работи. Значи, во наредниот период Министерството за внатрешни работи ќе ги повика сите овие лица врз основа на покана од Министерството за внатрешни работи, и потоа ќе бидат доставени соодветни известувања до Основното јавно обвинителство. Околу денот на изборите, што имате да им порачате на граѓаните? Сигурни ли се, безбедни ли се, ќе има ли палење возила? Значи, моја порака до граѓаните е дека Министерството за внатрешни работи во моментот е со целосен фокус на организирање на мир, фер, демократски и пред се безбедни избори. Овие избори се многу важни за граѓаните, важни се и за иднината на Македонија. Заради тоа јас ги повикувам граѓаните, без разлика на пандемијата со COVID-19, преземени се мерки за заштита на нивното здравје, меѓутоа преземени се мерки од страна на Министерството за внатрешни работи за гарантирање на нивната безбедност. Значи, упатувам силна порака сите граѓани да си ја земат судбината во своји раце и да излезат да гласаат. Гласањето ќе биде мирно, организирано од страна на Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, и да си гласаат за онаа политичка опција за која што тие веруваат дека ќе им донесе просперитет и ќе ја зачува иднината на оваа држава.
Исто така сакам да упатам силна порака до сите полициски службеници да не подлегнуваат на ветувања, на лажни ветувања, на провокација од страна на политичките структури или одредени криминални или бизнес структури и да професионално и честно да се извршуваат својата работа на начин што ќе ги почитуваат упатството од страна на Министерството за внатрешни работи во поглед на нивните обврски за денот на изборите и пред изборите. Секое незаконско постапување на политички службеник во смисла на политичко агитирање или ставање во функција на политичка партија спротивно на законот и прописите ќе биде најстрого санкционирана од страна на Министерството за внатрешни работи и веќе имавме неколку такви случаи и истите ќе бидат дополнително санкционирани. Во поглед на сите оние криминални структури или бизнес структури кои што може да бидат злоупотребени, а со кои што веќе е контактирано од страна на одредени политички партии, сакам да упатам силна порака да не подлегнуваат на притисоците и заканите на политичките структури, туку слободно да се ги вржат за бизнес дејностите, а криминалните структури да се воздржат од било какво инволвирање во овој предизборен период, меѓутоа и за денот на гласањето, заради тоа што Министерството за внатрешни работи ги следи и према нив ќе бидат преземени најстроги мерки. И во однос на граѓаните, би сакал исто така да упатам порака доколку приметат, забележат било какво кршење на изборниот процес или изборни нерегуларности, да ги информираат Министерството за внатрешни работи со цел наше навремено постапување. Министерството за внатрешни работи презема силни мерки и активности за превенирање на секакви изборни нерегуларности и најстрого ќе ги санкционира согласно кривичниот законник, а во кривичниот законник се предвидени прилично висока казни за извршителите на кривични дела поврзани со нарушување на изборниот процес, заради тоа граѓаните да не се инволвираат во било какви кршења на избирачкото право на граѓаните, во подкуп, во вршење на изборни манипулации, во уцени и закани, заради тоа што Министерството за внатрешни работи оперативно ја следи ситуацијата на терен, во контакт се со нашите меѓународни партнери и се преземаат засилени активности како од страна на униформираната полиција, така и од страна на криминалистичкиот оперативен дел. На граѓаните им посакувам да излезат да гласаат и посакувам да имаме мирни, фер, демократски и безбедни избори. Благодарам за разговорот, господине. Благодарам и вам.